денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Охријани не го разбираат новиот тариф, не ги стравуваат како ќе ги подмируваат сметките за струја. Градоначалникот Пецаков ги представи мерките и проектите за подобрување на образованието во охридските училишта. Хотелиерите на Охридско-Струшката ривиера ги зголемуваат цените на аранжманите. Свечено отворено Охридско лето. Комисијата за заразни болести во петок ќе дискутира за евентуално воведување на ковид мерки. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, во текот на денот сончево и топло време со максимални 24 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон четврток сончево и топло. Утре во северна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и локални услови за појава на невреме. Во останатите делови од стариот континент времето претежно сончево со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во четврток претежно сончево време со локална облачност и многу топло. Во северните делови зголемена облачност, локални услови за слаб дожд, максималните дневни температури од 23 до 34 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток свежо утро со невообичаено ниски утрински температури за овој период од годината, кои ќе бидат во интервал од 5 до 16 степени. Во текот на денот сончево и потопло време со пораст на дневните температури. Ќе дува североисточен и северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре од 26 до 34 степени Целзиусови. Во индексот со висока вредност 8. Во Охрид во четврток свежо утро, температурата 12 степени, во текот на денот сончево и топло, ќе дува и до умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура утре повисока, 28 степени Целзиусови. Во наредните денови во нашиот град времето ќе биде сончево и потопло, со пораст на дневната температура до 29, односно до 31 степен Целзиусов. Супер акција во Миса Маркети. Алпска супа 67 грама 37 денари. Биг ланч нудли 90 грама 39 денари. Крави кашкавал 1 килограм 389 денари. Лаки панда 60 грама 109 денари. Чипс Уей 230 грама со гратис 50 грама 75 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Охриѓани загрижени од поскапувањето на цената на струјата. Велат не го разбираат новиот тарифник и стравуваат дека со скромните пензии и плати нема да можат да ги подмират сметките. Охриѓани не го разбираат новиот тарифник за струја, но стравуваат дека сметките оваа зима ќе се превисоки. Најзагрижени се пензионерите, кои велат дека со пензиите едве врзуваат крај со крај. Стравуваат дека нема да може да ги подмират сметките за струја. Изборот за грејење е ограничен, бидејќи и цената на огревното дрво е прилично висока, а и повеќето семејства од еколошки причини изминативе години се пренасочија кон набавка на клими за грејење. Поскапувањето на електричната енергија ќе биде големо оптеретување врз скромниот буџет на граѓаните. Што се однесува до новиот тарифник баш и не ми е многу јасен, а поскапувањето на струјата ќе биде известно оптеретување, макар да ние пензионерите очекуваме некој покачување во септембар месец и тоа би било малку една амортизација на поскапувањето. Поскапотијава сега во однос на производите на пазар и воопшто вака другите давачки што следат комунали, водовод, сите работи тие и големо оптеретување за пензионерите, посебно со помали пензии кои се. 50% го разбирам, 50% не. Очекувам да дојде сметката во наредниот месец, па тука ќе го разберам убаво колкава ќе биде цената покачена. Со обзир дека ние сме четворица дома, не знам колку ќе киловати ќе потрошиме во текот на месецот, за да може во кој тариф, во која скала да влеземе ние, дали во прва, втора, трета и така натаму. Според експертите, зимава најлошо ќе поминат оние кои се греат на грејалки или на термопечки, малку поекономично, оние кои што се греат на инвертери, оние кои имаат пари ќе вложуваат во енергетска ефикасност, а останатите ќе мора да штедат. Цената што е сега оваа секогаш велам дека е политичка, затоа што дел покрива владата на елем, го покрива на таков начин. Иако тоа сега се овие, да кажем, правилникот што е, тоа не помага. Суштината е цената се зголемува. Тој што има пари, ќе вложи во мерки за енергетска ефикасност. Ќе изолира куќата, ќе купи опрема нова, енергетски ефикасна, ќе ги смали трошоците за електрична енергија. Тој што нема пари, што може да направи? Може само да штеди. Може да исклучи грејење, да облече 2 капута дома да седи, да загрева една соба, нема друго. Рекордно ниво достигнуваат и цените на електричната енергија во Европа, поради намалените испораки на газ од Русија, во Германија и во Франција, водечки земји во еврозоната, цените за мегават час за 2023 година поставија нови рекорди. Според експертите, екстремниот недостиг на газ во Европа ќе трае најмалку уште една година. Новиот систем за пресметка на потрошената електрична енергија, за кој се пресметуваат нови цени, што на домакинствата ќе им донесе зголемени сметки за струја, стартуваше на 1 јули годинава. Пресметката на скапа и ефтина тарифа, која се користеше досега, се замени со воведување на 4 блок тарифи во скапа струја, секоја со различна цена. Досега за потрошен киловат во скапата тарифа граѓаните плаќаа 7,32 денари, а во ефтината 3,67 денари. Сега ефтината струја која продолжува да се пресметува од 22 часот навечер до 7 часот наутро ќе чини 3,92 денари. За скапата струја пак најмалку ќе се плаќа во првиот блок до 210 киловат часа, 7,72 денари. Вториот ќе се пресметува за потрошени од 210 до 630 киловат часа, а 1 киловат час ќе чини 8,07 денари. Третиот од 630 до 1050 киловат часа ќе чини 8,66 денари по киловат. И четвртиот, за најголемите потрошувачи, ќе биде најскап и се пресметува над 1050 киловат часа по нова цена од 17,5 денари. Зголемување на износот на стипендиите за основците и средношколците. Подршка од 3000 денари за секое запишано прваче во Охридските основни училишта. Подршка на талентираните ученици и нивните ментори. Продолжување на поддршката за лицата со ретки болести и посебни потреби и учениците кои потекнуваат од ранливите категории. Од 15 септември
продолжен престој во сите основни училишта. Ова се дел од мерките на локалната самоуправа за подобрување на условите во образованието, кои вчера ги изгласа градскиот совет, а денес ги презентира градоначалникот Пецаков. Финансиска поддршка ќе добиваат охридските ученици и студенти од социјално ранливите семејства и талентираните ученици. Градоначалникот Кирил Пецаков најави нови мерки за кои охридските советници дадоа зелено светло за субвенционирање на образовниот процес на охридските основци, средношколци и студенти. Новина е што општина Охрид воведува исплата на паричен надоместок од по 3000 денари за првачињата во општинските училишта. Се зголемуваат стипендиите на учениците од основните и средните училишта за учебната 2022-2023 година од 1500 на 2000 денари, кажа Пецаков. За прв пат се воведува нова мерка образовен додаток, која е намената за студенти кои студираат надвор од Охрид, а потекнуваат од семејства со социјален ризик, многудетни и еднородителски семејства. Со оваа мерка е предвидена да бидат еднократно доделени по 6000 денари на најмногу 120 студенти. И во текот на наредната година, општина Охрид ќе продолжи поддршката за ученици во основно и средно образование, студенти, магистранти и докторанти, кои се лица со ретки болести и посебни потреби. За учениците е предвиден износ и е зголемен за 2000 денари месечно за 9 месеци, а за студенти, магистранти и докторанти во износ од 3000 денари месечно за 9 месеци. Образовен надоместок ќе има и за наставниците ангажирани во продолжениот престој. Од оваа година надоместокот ќе изнесува 15.000 денари за пола работно време наместо досегашните 10.000 денари, истакна Пецаков. Најави измени и во статусот на овој наставен кадар. Се прават напори за решение на работниот стаж на наставниците кои досега немаа регулиран статус. Предвидено е сите основни училишта да организираат продолжен престој од 15 септември. Општината ќе ги вреднува знаењата на учениците на државните и меѓународни надпревари. Покрај доделување на студенти, на стипендии, традиционално доделување признање на денот на сословенските просветители Свети Кирил и Методи ќе се доделуваат и парични награди за учениците и нивните ментори и тоа. За освоено прво место на државен надпревар во знаење по наставен предмет ќе се доделува еднократно по 10.000 денари за ученикот и неговиот ментор. За освоено второ место ќе се доделува по 7.000, а за освоено трето место на државен надпревар ќе се доделува по 4.000 денари. За освоено прво место на меѓународни надпревари ќе се доделува еднократно по 18.000 денари за ученикот и неговиот ментор. За освоено второ место на меѓународни надпревари ќе се доделува по 15.000 денари, а за освоено трето место на меѓународни надпревари ќе се доделува по 12.000 денари. Покрај овие новини се планира да се воведе во две општински училишта факултативна настава по италијански јазик за 5 и 6 оделение. Училиштата ќе треба да организираат и секции и клубови надвор од наставната програма, каде што ќе се детектираат талентираните ученици. За учениците со посебни потреби ќе се обезбедат тутори и медијатори, а општината ќе обезбеди и бесплатен превоз за учениците и наставниците. Годинава во прво оделение во општинските училишта ќе се запишат околу 550 првачиња. Бројот на првачиња во оваа учебна година е приближно ист во споредба со минатата година. Во средните училишта опаѓа бројот на запишани средношколци, но се забележуваат нови трендови во изборот на полуматурантите, каде да го продолжат образованието. Во оваа година имаме, би кажал, една малце поинаква ситуација. Веќе стручните училишта во Охрид, ќе кажам стручните, мислам на електромашинскиот училишен центар и економското училиште, очигледно се поатрактивни од гимназијата во Охрид по однос на привлекување на ученици кои што сакаат да учат во средните училишта. Секако, тоа гледам тоа не го прати за жал тој тренд угостителското училиште, односно очигледно не е се уште толку популарно помеѓу младите или оние кои што сакаат да се запишат во средно образование, така да би рекол дека бројот на запишани ученици во она што треба представува стручно образование, вклучително и оние дуални паралелки кои што се воведа тековно, е популарно од гимназиското образование. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска оствари средба со германската амбасадорка во нашата земја Анке Холштајн.
На средбата, градоначалникот Пецаков ја запозна високата гостинка со функционирањето на општина Охрид и предизвиците со кои се соочува. Во оваа насока, посебно беа потенцирани активностите во однос на исполнувањето на критериумите за зачувување на статусот во УНЕСКО, како светско природно и културно наследство. Градоначалникот ја информираше својата соговорничка за отворањето на стартап центарот со помош на европските фондови, како и за одличната соработка со фирмите Костал и ОДВ и проектите кои овие фирми ги реализираат со електромашинскиот училиштен центар Свети Наум Охридски. Од своја страна, германската амбасадорка ја изрази подготвеноста Германија преку својата амбасада да помогне во реализацијата на одредени проекти, посебно кои се однесуваат на прекуграничната соработка со Албанија за заштита на езерото. Комисијата за заразни болести во петок ќе одржи состанок на кој што ќе се дискутира за состојбата со коронавирусот во државата и евентуално воведување нови мерки. Согласно вчерашната статистика, позитивни се 34% од вкупниот број тестирани, а нема починати лица. До вчера, активни беа 1889 случаи на коронавирусот. Најмногу активни случаи има во Скопје 1045. Во теке и вакцинација за четврта доза против коронавирусот. Четвртата доза може да ја примаат сите граѓани над 18 годишна возраст, кои примиле 3 дози вакцина против COVID-19 на сите вакцинални пунктови без закажување. Вакцинацијата со четврта доза, како што соопшти Министерството за здравство, е предвидено да се спроведува со вакцините на Pfizer или Moderna. Препорачаното растојание меѓу трета и четврта, односно бустер доза, е најмалку 4 месеци. Хотелиерите ги креваат цените на аранжманите и ако не им се исполнети капацитетите, велат, се принудени на ваков чекор поради инфлацијата и поскапувањето на цената на електричната енергија. Зголемени цените на туристичките аранжмани од 10 до 15%. Туристичката сезона, хотелите во Охрид и Струга ја пречекаа со зголемени цени на струјата и прехранбените производи. Галопирачката инфлација со двоцифрена стапка на пораст на цените, но и старите проблеми како лошата патна инфраструктура и небезбедниот пат од Скопје до Охрид се одразуваат силно врз работењето, велат туристичките работници. Предизвиците се пак исто големи, знаеме ситуацијава со Украина. Ево во последно време нешто имаме од Министерство дека се зголемуваат бројките со ковидов. Имаме доста најава, меѓутоа не е како порано најавата да се резервираат за еден месец унапред, за 2 месеци, него сега некако за минимум 15 на дена, нормално, луѓето си се уште несигурни поради ситуација во светот. Има зголемување на цените, меѓутоа реално и нашите гости, и домашните гости, и странските гости ја знаат целата ситуација дека ова е во цел свет. Во Струга хотелиерите се надеваат на приходи од организирање свадби и други прослави од страна на печалбарите од странство кои на лето го полнат градот. Таш витете фундит шум Последните години има многу малку туристи. Кога е туристичка сезона, нам ни се враќаат и селениците. Тие се враќаат во своите домови во својата земја. Но во туристичката сезона тие се поголеми инвеститори од нас самите. Ние имаме посетители, не туристи. Имаме посетители само за време на викендите. Струга нема туристи, многу е слабо. Нас не издржуваат само и селениците, диаспората. Тие доаѓаат со свадби, инвестираат во својата земја. Да не беа тие, ние ништо ќе немавме. Туристичките работници додаваат дека албанското приморје од година во година е се поатрактивно и поконкурентно со цените, со што ги зема туристите од Охридско-Струшката ривиера. Вокалната увертира на италијанските тенори ја крена фестивалската завеса на 62-то издание на Охридско лето. Покровителот на манифестацијата, председателот Стево Пендаровски, го прогласи фестивалот за отворен, додека министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска нагласи дека Охридско лето е потврда на нашиот идентитет. Уметничката порака ја упати композиторот и оперски пејач Горан Начевски. Извонредните вокали, италијанските тенори Алесандро Косентино де Акриза, Федерико Сера, Джовани Марија Палмија, Југо Тарквини, придружувани од оркестарот на Националната опера и балет на Република Северна Македонија,
а под диригентската палка на Лоренцо Бицари, вчера вечер на Античкиот театар го означија почетокот на 62-то Охридско лето. Прогласувајќи го фестивалот за отворен, покровителот на Охридско лето, председателот на Македонија, Стево Пендаровски, рече дека уметноста не треба да се свати како бегство од животот, туку напротив како моќна алатка која што ќе ни ја овозможи уметноста на живеењето. Конечно, по 2 години, во кои пандемијата оневозможи вистинска фестивалска атмосфера и влијаеше врз фестивалската програма, Охридско лето со квалитетна понуда на музички и на сценски настани се враќа на достоинствен начин кој единствено му прилега. Охридско лето е репрезент на македонската култура и уметност и го носи приматот на најзначајна музичко-сценска манифестација благодарение на огромната поддршка од владата преку ресорното Министерство за култура. Обраќајќи се пред многобројната публика, Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, која нагласи дека Охридско лето е потврда на нашиот идентитет и потврда дека сме дел од европската и светската култура. И Охридско лето е благослов, создадено од стравопочитна далга на уметнички емоции, преку кои се роди далековидо големо и нешто што ќе трае. А се роди во врната акустика на Света Софија, преку ехото на Самуиловата тврдина, за да трае и во овој антички театар, покриен од пластови македонска историја, културно богатство, чие откопување почна пред 45 години. Нема педа од македонската земја под која нема запис од цивилизациите, од вековите, од нашето минато, од нашиот историски и културен идентитет. Љубов, радост, спокој, алтруизам, разбирање, мир во светот без кој човештвото нема иднина, како и достоинствен живот за сите, се синоними за уметност и тие се уметничката порака на годинешното издание на фестивалот, која ја упати Горан Начевски, композитор и оперски пејач. Фестивалот Охридско лето несомнено е дел од душата на секој македонски уметник. Привилегија е да се настапува на истата сцена на која настапиле имиња како Погорелик, Хворостовски, Карерас и многу други врвни светски имиња. На фестивалската сцена на Охридско лето изминативе 62 години одржани се над 3000 приредби со повеќе од 50.000 уметници од сите страни на светот, возбудливи изданија следени од милионска публика. Тоа е потврда дека фестивалот по својата единственост, уникатност и неповторливост е еден од столбовите на македонската културна традиција. Вечерва на програмата на фестивалот Охридско лето премиера на представата Секс, лаги и љубомора и пијано дуо Ан Антонио. Вечерва во Центарот за култура Григор Парличев, Народниот театар од Охрид во рамки на фестивалот Охридско лето, премиерно ќе ја изведе представата Секс, лаги и љубомора по текст на Марко Камолетија во режија на Коле Ангеловски. Улогите ги играат Стрезо Стаматовски, Никола Тодоровски, Адријана Билаловиќ Тодоровска, Елизабета Стефановска, Блијана Билаловиќ Велјановска и Марија Новак. Музичката програма на фестивалот Охридско лето пак вечерва во црквата Света Софија со почеток во 21 часот ќе донесе концерт на словенечкото пијано дуо Ан Антонио пијано дуетот, кој го сочинуваат пијанистите Ана Јосимовска Кањацо и Антонио Кањацо. Двајцата признаени музичари со македонско и италијанско потекло кои живеат и творат во Љубљана, Словенија. Нивниот репертоар опфаќа дела за соло пијано, пијано дуети за 2 пијана од Јохан Себастијан Бах до делата на Шчедрин и Куртак. Во 2014 година дуетот го издаде својот прв компакт диск со наслов Тарантела, на кој се поместени солистички и камерни дела. Вечерва во Култура 365 музеот на Аден Долард во Охрид, специјален настан со најпознатиот холандски писател Артур Ван Амронген и познатата телевизиска звезда Роби Мунц. Настанот ќе биде проследен со настапи, музика, коктел и стендап комедија. Настанот ќе започне во 20 часот и од отворен карактер. Влезот е бесплатен и сите се поканети. Во продолжение вестите од светот.
Председателот на Шри-Ланка, Готабаја Раџапакса, рано утринава побегнал од земјата со воен авион со сопругата на Малдиви само неколку часа пред да поднесе оставка, потврди военото воздухопловство на земјата. Раџапакса, неговата сопруга, двајца телохранители биле качени во авион на воздухопловството кој летал за главниот град на Малдивите, Мале, соопшти воздухопловството. Владин извор и лице блиско до председателот објавија дека тој во Мале од каде треба да замине во друга азиска земја. Пожарникари се борат со шумски пожари на францускиот југозападен брег на Атлантикот, бидејќи сушата и топлотниот бран создадоа идеални услови за ширење на пожарите. Властите на префектурата Бордо соопштија дека во областа се распоредени 120 пожарникари. Шумските пожари во областите Ландирас и Тес де Буд зафатија 450 хектари земја. Голем чат можел да се забележи од Бордо, пренесува Франс Инфо. Хирурзи од Американскиот универзитет Њу Јорк успешно пресадиле генетски модифицирано свинско срце кај двајца пациенти кои биле мозочно мртви. Научниците дојдоа чекор поблиску до долгорочната цел на користење на свинските органи за да се реши проблемот од недостаток на човечки органи за трансплантација. Хирурзите навеле дека срцата функционирале нормално без знаци на отфрлање од организмот. Универзитетот набавил свински срца од животни кои имале 4 генетски модификации за спречување отфрлање на органот и 6 за спречување некомпатибилност меѓу свињите и луѓето. Минатата година беа трансплантирани свински бубрези кај двајца мозочно мртви пациенти. Засега се верува дека зенотрансплантацијата е сигурна на приматели на орган кои имаат мозочна смрт. Крузерот Coral Princess со повеќе од 100 луѓе позитивни на коронавирусот се закотвил во Сиднеј. По напуштањето на градот еден на јужниот брег на Нов Јужен Велс со повеќе од 2300 лица на бродот за крстарење се закотвил на кружниот кејп непосредно пред зори, каде што ќе остане еден ден пред да се врати во своето родно пристаниште Бризбејн. Од патниците ќе се бара да имаат негативен брз антиген тест пред слетувањето, но од екипажот на бродот ќе се бара да остане. Повеќето членови на екипажот се заразени на брод за крстарење, а 114 лица се во изолација. Оделот за здравство на Нов Јужен Велс соопшти дека патниците најверојатно се заразиле со коронавирус пред да се качат на бродот за крстарење. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата, пријатно.